През останатото време ќе слушнеме нешто интересно, едно интересно искуство. Знаете, еден мој другар од минатиот век, патем речено колега, своевремено примил 2 писма. Тие писма биле лични до него, меѓутоа содржината им е таква, а и испраќачите на писмата се такви, што подеднакво се однесуваат за секој еден од нас. Зашто станува збор? Дали би сакале да поставиме на вакво прашање? Дали би сакале лично да примите писмо од Исуса Христа во вашиот живот? Писмо, значи адресирано до вас, да си го најдете во поштенско сандуче, например, или може денес на имейл. Како сакате. Ама сега, ако е на имейл, пак сумнителна работа, кој го пратил? Па дори и вака е сумнително. Но, кога би знаеле дека на вистина од Исуса Христа, дали би сакале да примете некакво вакво писмо? Еден ми кажуваше за едно вакво вистинско искуство, што го имала една жена верничка во минатото. Не знам која била таа. И не знам што и текнало. Меѓутоа, еднаш почнала да се моли: Господе, многу сакам да ми дојдеш на гости. Многу сакам лично да те видам. Ке ти направам ручек. Те молам да ми дојдеш на гости. Видите, ова е вистинско искуство. Некоја жена на вистина вака се молила. Како што ми раскажуваше овој брат своевремено, ми го раскажуваше овој искуство. Не се сеќавам дали он ја познавал оваа жена или не, или го прочитал тоа, не се сеќавам. Можно и да ја познал лично. Еден ден жената сонила сон, каде што наводно Христос и вели: утре да ме чекаш или да спремиш, во толку и толку саат ќе дојдам. Што се случило? Жената била пресрекна после еден ваков сон. Веројатно тој ден и бил, или таа го чувствувала како најсрекниот ден од нејзиниот живот. Тој ден нејзиниот стан го спремила, го очистила, го дотерала како можеби никогаш порано во нејзиниот живот. Тој ден направила ручек, можеби како никогаш порано во нејзиниот живот. Тој ден била радосна и срекна, можеби како никогаш порано во нејзиниот живот. И што мислите, што се случило кога дошол часот, бидејќи дури и часот е бил најавен во нејзиниот сон? Што се случило? Што мислите? Задзвони звончето на врата, на вистина задзвони. Видела низ окцето. И што видела? Што мислите? Просијак видела. Видела просијак, не знам од која националност, да не споменувам такво нешто, или со каква боја на кожа, или како бил облечен, но очигледно, според првичниот изглед, бил просијак, бил никаков
за наши поими, за наши цивилизацијски поими. Жената не му отворила, меѓу другото, знаете зашто не му отворила? Затоа што ручекот е спремен за специјалниот гостин, кого што таа го молела. И чекала жената, чекала целото попладне, после тоа го чекала со голема надеж. Меѓутоа денот поминал како што поминал и зашол. Зашло сонцето и за адвентистите на 22. октомври 1844 година. Дошла можеби полноќ. Се разбира, можел да знае уште пред тоа дека нема да дојде тој што таа мислела дека ќе дојде, бидејќи не постои ручек на полноќ. Може би се надевала според оние библиски стихови ќе вечерам со него, дека ќе дојде на вечера. Меѓутоа тој не дошол. Колку што била срекна, колку што била радосна целиот предходен ден, толку била скршена и разочарана од неговото недоаѓање после тоа. И што направила, што мислите? Се разбира, со солзи на очите се молела: зошто, Господе, зошто не дојде? И тогаш сонила нов сон. Истата ноќ сонила нов сон, во кој што Исус и вели: јас дојдов, меѓутоа ти не ми отвори. Наводно ми беше кажано уште тогаш дека ова било вистински случај. Мене не ми звучи за нешто нереално. Јас сум слушал разни жени, обично со жени е тоа случај. Виделе ангели или некои вакви. Во Харлот имаше една жена што се молила да види ангели и го кажа тоа искуство на среде богослужение, како на вистина Господ ја задоволил таа желба и покажал двајца ангели. Според незиниот опис биле малку джиновска возраст, можеби како предпотопните луѓе, можеби стварно се на таква висина. Кратко време рекла дека ги видела на аеродром пред да полета за некаде и дека тоа искуство многу ја охрабрило и така натаму. Јас не сум скептик за вакви работи кога слушам. Почесто, велам, тоа е моето искуство, почесто од жени ги слушам тие работи. Но, како и да е, и овој случај со женава со ручекот, со Исус, не ми изгледа за нешто нереално, нешто сомнително. Може би е навистина, како што се вели, вистински случај. А е библиски. Бидејќи самиот Господ рекол, што ќе рече, всушност, во Матеј 25 глава. Што ќе им рече на праведниците на последниот голем ден. Гладен бев, жеден бев, необлечен бев, во затвор бев. Останатото го знаеме. Сега, а како би било да одбиете писмо од Исуса? Што мислите, што би имало во тоа писмо? Прво, ќе прочитам нашиот брат, кој што ова го споделува со нас, какво било првото писмо што го примил, пред да стигне Христовото, значи писмото од Исуса Христа. Прво добил предходно писмо, кое што е насловено како писмо од твојот непријател. Дали постои некојаш некој непријател да ви напишал писмо? Сте примили некојаш писмо од непријател? И такви писма не постојат. Еве како гласи писмото од твојот непријател.
Да послушаме внимателно. Писмото започнува вака и продолжува. Те видов вчера, додека ги почнуваше твоите секојдневни активности. Непријателот ова го кажува, го пишува. Се разбуди без молитва. Не се помоли ниту за време на оброкот, ниту пак кога се подготвуваше да заспиеш. Толку си неблагодарен, тоа ми се допаѓа кај тебе. Не можем да ти кажам колку ми се допаѓа тоа што не го промени твојот начин на живење. Неразумнику, ти си мој. Седи се само дека јас и ти чекоревме заедно скоро цел живот и се уште не те сакам. Всушност, јас тебе те мразам, затоа што не го сакам Бога, а тебе те користам да ги изремнам сметките со Него. Тој ме отфрли од небото и затоа тебе ќе те напаѓам колку што е можно повеќе, за да му се одолжам. Не може по магарето, па по самост. Што би рекол народот. Гледаш ли неразумнику, Бог те сака и има големи планови со тебе, но ти ми го предаде својот живот мене и јас од твојот живот ќе направам вистински пекол. Така два пати ќе бидеме заедно. Тоа ме вистина ќе го повреди Бога. Благодарение на тебе, јас на Бога на вистина ќе му покажам кој е шеф во твојот живот. Сети се само дека јас те инспирирав да гледаме заедно неморални филмови. Ги пцуевме луѓето, лажевме, бевме лицемерни, правевме блуд, си раскажувавме невкусни вицови, озборувавме, ги предававме луѓето, ги омаловажувавме старите, црковните старешини, немавме почит кон црквата и имавме лоши ставови. Секако ти не сакаш да се откажеш од сето тоа. Ајде, неразумнику, да гориме заедно. Имам жешки планови за нас. Ова е само моето писмо на благодарност до тебе. Би сакал да ти кажам благодарам поради тоа што дозволи да те употребам во поголемиот дел од твојот неразумен живот. Ти си толку наивен. Кога си искушан да грешиш, ми се предаваш со насмевка и мака ми е веќе од тебе. Гревот почнува да го зема својот данок во твојот живот. Изгледаш 20 години постар, а мене ми е потребна млада крв. Затоа оди напред и поучувај ги своите деца како да грешат. Се што треба да направиш е да пушиш, да пиеш, да лажеш, да се коцкаш, да озборуваш и да живееш што е можно посебичен живот. Сето тоа прави го во присуство на твоите деца и тие ќе те следат во тоа. Па, неразумнику, сега би требало да те пуштам да си одиш, но еве ме повторно за само уште неколку секунди. Да си паметен би се тргнал на страна, за да се молиш за своите гревови и остатокот од својот живот да го живееш за Бога. Немам таква природа да те предупредувам, но да се биде на твои години и понатаму да се греши, станува малку смешно. Немој погрешно да ме разбереш, се уште те мразам и ќе те мразам. Твојот непријател Луцифер. А ево второто писмо што го примил нашиот брат и решил да го сподели со нас и со целата јавност. Писмо од твојот пријател. Навистина морав да ти го напишам ова писмо и да ти кажам колку те сакам и колку навистина си ми важен. Вчера те видев како се шеташ и како се смееш со твоите пријатели. Се надевав дека наскоро ќе посакаш и мене да ме повикаш заедно да шетам. Затоа како што наближуваше к вечерината, небото го украсив со прекрасен залез и ти испратив тивок ветер да те освежи. Јас те чекав, но ти не ме повика. Сепак продолжих понатаму да те сакам. Додека те наблюдував како спиеше минатата ноќ, имав голема желба да те погалам.
Ти ја оставив својата месечина и моите звезди, да ти ја направат ноќта помилни и сонот уште посладок. Но ти на тоа не ни помисли. Толку сакав да те утешам. Следниот ден, само за тебе мугрите ги заруменив. Но ти се разбуди многу доцна, на брзина замена на работа, и мојот тивок повик не го наслушна, ниту пак го забележа. Моето небо стана облачно и моите солзи беа во дождот. Јас навистина те сакам. О, кога би можел ова сега да го слушаш, јас навистина те сакам. Се обидувам тоа да ти го кажам преку тивката зелена полјанка и синото небо. Ветрот ја шепоти мојата љубов преку шумолењето на листовите на дрвјата и преубавите цветови што ги направив само за тебе. Те повикував преку громовите и големите водопади. Компонирав љубовна песна и им ја дадов на своите птици да ти ја отпеат. Те греев со облеката на моето сонце и го намирисав целиот воздух со прекрасен природен парфем само за тебе. Мојата љубов кон тебе е подлабока од кој било океан и поголема од која било потреба што се наоѓа во твоето срце. Само кога би сватил колку си ми важен. Мојот татко ти испреке големи поздрави и тој би сакал да се состануваш со него. За него исто така си му многу важен. Татковците се такви. Затоа те молам, повикај ме поскоро во твојот живот. Без оглед колку и да е потребно да чекам, јас тебе ќе те чекам затоа што те сакам. Твојот пријател Исус. Верувам дека овие писма, што ги примил конкретно нашиот брат, подеднакво се однесуваат за секој един од нас. Иако некои детали можеби би требало да бидат променети, а тоа секој един од нас може да го каже за својот живот. Навистина, јас само би сакал да завршам со зборовите што самиот тој ги кажал. Ке ги прочитаме во Матеј 25 глава. Евангелие според Матеј 25 глава. Овие зборови многу беа за мене многу трогателни кога првпат ги прочитав во Светото писмо. А нивната порака и ден денес е многу актуелна. Матеј 25 глава од 31 стих. А кога ќе дојде Синот човечки во својата слава и сите свети ангели со него, тогаш ќе седне на престолот на славата своја. И ќе се соберат пред него сите народи, па ќе ги оддели едни од други, како што ги одделува овците од козите. И ќе ги постави овците од својата десна страна, а козите од левата. И сега не би сакал да читам понатаму. Само би сакал да се замислите еден ваков момент. Замислите да се наоѓате во тоа големо мноштво на судниот ден. И замислите како што е тоа опишано така во една визија на Елена Вајд на оваа тема, да го погледнете судијата во очи. Замислете Христовите очи некогаш да се задржат само макар за една секунда на вас, конкретно на вашето лице. Што ќе прочитате во неговите очи? Што ќе прочитаме во неговите очи? Секој еден од нас со само еден Христов поглед и од само еден негов поглед ќе прочита едно писмо. Може би не вакво, меѓутоа ќе прочита едно писмо што се однесува за него или за неа лично.
Би сакал кога Христовите очи ќе ве погледнат вас, секој еден од вас поединечно. И во нив, а и во вашите очи, да има радост од голема и неочекувана слава. Нека му е фала и слава вечно. Амин.